Тимот на Радио Пела е свесен дека иднината останува на младите и дека треба да им се даде простор во општественото живење и секако во медиумите. Токму затоа, годинава првпат во изборот на 13 величествени имаме и 5 млади личности кои го заслужија медиумското внимание во 2024 и направија навистина успеси кои се за почит. Со нас е Петар Мирчевски, ученик во 4-та година во гимназијата Мирче Ацев Прилеп, кој во 2024 година се закити со сребрен медал на Олимпијадата по хемија. Петар, добре ни дојде. Добре најдов. Честитки уште еднаш за твојот голем успех на Олимпијадата. Тоа го направи горд цел Прилеп, меѓутоа и целата наша држава. И сподели ги твоите искуства со нас. Како дојде до учеството на Олимпијадата, каде се случуваше и се така поред? Прво да ви се заблагодарам за убавите зборови и во однос на Олимпијадата таа се одржа во Ријад, во Саудиска Арабија, во летото, во јули 2024 година, каде што се надпреваруваја околу 80 држави од целиот свет, за да ги покажат своите знаења во хемијата. Значи, отпатува таму? Да, со македонскиот тим. Така. Какво беше тоа искуство да се сретнат толку учесници од толку држави? Колку учесници имаше? Па да наречам околу 300, може би помалце, ама во таа бројка се движат секоја година учесниците. И искуството е преинтересно, прво да се запознаеш со држава како Саудиска Арабија, која што е центар на Блискиот Исток, да се запознаеш со културата, со народот и исто така да запознаеш и други луѓе од други држави, да се спријателиш со нив. Прекрасно. И ти успеа од сите тие преку 300 учесници да имаш вистина еден завиден пласман, сребрен медал. А дали имаше едно злато, едно сребро или имаше неколку сребрени, неколку златни медали? Па има ранг листа и во однос на поените кои колку има освоено се добиваат повеќе сребрени, повеќе златни, повеќе бронзени медали. Така. Но мене особено ми значи ова сребро, затоа што досега македонските олимпијци не можеа да го постигнат ова што јас го постигнав. Значи ти си прв олимпиец на оваа олимпијада кој дојде до таков висок пласман. Да. Навистина голема радост пред се за тебе и за твоето семејство, но и за сите нас. Кои беа дисциплините, за што требаше да се направи за да се дојде до таму, како се подготвувавте, односно во која област на хемијата се надпреваруваше? Па за да се стигне до меѓународната олимпијада, процесот е малце тежок, изгледа поизмачувачки, но се постигнува ако се има голема желба за тоа што го изучуваме. Прво се присуствува на надпреварите што се одвиваат овде во Македонија, тоа се општинскиот, регионалниот и државниот надпревар. Ако се постигнат добри резултати, се разбира се СХТМ, Сојузот на химичари и технолози, ги повикува најдобрите од државниот надпревар да се спремаат за меѓународните олимпијади и да учествуваат на селекциони надпревари, каде што се избира 4-член тим кој што ќе представува Македонија на олимпијадите. Од Македонија, односно од твојата гимназија, ти беше единствен учесник? Да. Така, а од држава дали имаме прилика вака колку учесници имавме? Па тие што се повикани се од сите градови од Македонија, да речем ги има најмногу, од Скопје, од Источна Македонија, од Битола, Прилеп и пошироко. Така. За 4-члениот тим остана двајца пријатели од Штип и една пријателка од Скопје и исто така уште еден пријател од Скопје кој што учествувавме на олимпијадите. Затоа што има 2 олимпијади по хемија на кои што Македонија учествува. Еднава ова во Саудиска Арабија.
каде се роди љубовта кон хемијата? Дали тоа веќе уште во основно образование или можеби подоцна? Па, сигурно предпоставувам, не сум го размислувал толку многу, ама предпоставувам дека тоа започнало во основното образование. Кога започнав да учам хемија и физика и биологија, ме интересираат тие предмети, ме интересира природните науки и математиката, па продолжив во таа насока и понатаму и во гимназија. Колку наставниците во основно, па сега професорот, влијае на тоа да ја засакаш дополнително хемијата, да повеќе да ја истражиш? Па, се разбира, влијае премногу врз мене, тие ме охрабрија да учествувам на надпреварите по хемија во основно, а потоа и во средно образование. И секогаш беа тука за мене да ме поддржат, да ми дадат повеќе материјали и повеќе знаења, така да многу сум благодарен на тие што ми помогнаа до сега. Така. Кој дел од хемијата најмногу вака те привлекува? Која област, која тема? Па, хемијата, како и секоја наука, е широк поим, има широки области и би рекол дека секоја област има, мислам, во себе, опфаќа посебен интерес, ама најкомплицираните работи се тие од квантната механика, од атомите, како реагираат частичките и молекулите, а се разбира и посебно место за во мене исто така е органската хемија и биохемијата, таа што ги изучува биолошките системи, хемијата на организмите и тие комплексни реакции кои што се случуваат во нас, во живите суштества. Со оглед на тоа што јас студирав земјоделски факултет, особено се обрнувам внимание на органската хемија и на биохемијата. Јас велам дека за многу други работи човек може да е талентиран, меѓутоа во хемијата има работи кои мора да се научат. Не може да бидеш талентиран за да го научиш процесот млечно-киселинско вриење, мора да научиш. Што друго те интересира од предметите? Дали имаш други интереси освен хемијата? Па, се интересирам во некои полиња на физиката и исто така интересно ми е да решавам математички проблеми и некои делови од медицината. Значи насочен си кон природните науки. Да. 4-та година си го заокружуваш средното образование во институција која е неодамна прослави 80 години постоење. Како го доживуваш ова 4-годишно образование, со какви спомени ќе си заминеш од гимназија? Па, дефинитивно беше едно интересно искуство. Имав шанса да се запознам со нови пријатели, имав нова средина, нови знаења, исто така добиев во овие 4 години. Благодарен сум на многу луѓе од моето училиште и оваа 4-та година ми означува многу мемории и моменти што сум ги поминал во моето училиште и мислам дека е доволно. Исто така чекав многу долго време да продолжам на повисокото образование, да можам да го отворам таа нова глава во книгата. Така, и што истражуваш сега? Знам дека како беше во петокот, беше на некое патување, беше во Скопје, чинам. Што сега истражуваш, што се случува? Работиш на некој проект или се подготвуваш за некој надпревар? Па, моментално се уште го имам правото да учествувам на меѓународните олимпијади и така се одржуваат предавања на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет, каде што 10 ученици учествуваат на тие предавања и се спремаат за предстојните селекциони надпревари, за да може да се формира 4-член тим кој што ќе одат на двете олимпијади. Рече дека размислуваш, можеби образованието ќе го продолжиш во Скопје, можеби надвор од државава. Ние како тим на Радио Пела ти посакуваме многу успех. Ќе бидеме отворени натаму да
зборуваме, да пишуваме за твоите успеси, се надевам и научни достигања за време на факултетот, но и потоа, и те чекаме на 12 февруари да ги одбележиме 13-те величествени и со задоволство да бидеш дел од таа екипа која навистина дала придонес во заедницата на град Прилеп. Успехи понатаму и ти благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Почитувани слушатели и гледачи, ова беше разговорот со Петар Мирчевски во рамки на 13-те величествени изборот на Радио Пела.